Професоре, како ја оценувате безбедносната ситуација или политичко безбедносната ситуација во земјава, ако имаме предвид дека речи секој ден имаме лажни за сега дојави за бомби, но имаме едно генерално нерасположение кај граѓаните кое го создава на некој начин и опозицијата перманентно напоменување дека немаме перспектива, нема иднина, зимата тешко ќе ја поминеме и така натаму. Впрочем, не е ова само опозицијата, туку и целта на тие кои што се јавуваат за овие подметнати бомби е токму тоа да се створи една поинаква слика во општеството, да се створи страф и паника и да се има нерасположение кон генералните политики на општеството или на владата. Безбедносната состојба е стабилна. Според многу извештаи на и европски, и домашни, и регионални, во моментов Македонија е најбезбедна држава од сите држави во Западниот Балкан. Зборувам за општата безбедност. Но во делот на хибридните закани со кои што се соочуваме веќе 2,5 месеци, навистина сме пред еден многу сериозен предизвик. Ова трае премногу долго и пополека почнува да завзема посериозни размери. Минатата недела за прв пат имавме дојави за бомби поставени по виталните објекти, по трговските центри, значи училиштата кои што беа првични и барем засега доминантна мета, веќе се прошируваат кон нешто посериозно. Беше нападнат нашиот банкарски систем. 3-4 часа нефункционирање на Народната банка значи многу во денешно време. Меѓутоа, генерално за безбедноста треба да зборуваме низ призмата на тоа дека општеството ни е безбедно, полицијата добро ја врши работата, уште од првата дојава за бомба, зголемена беше будноста во Министерството за внатрешни работи и околу критичните објекти, пред се училиштата, но и сите објекти од витално значење, значи закани до овој момент за физички или за некои реални активности на теренот немаме. Граѓаните треба да останат спокојни, не смееме да дозволиме да се шири паника, со никакви изјави да не го потпалуваме огнот. Факт е дека сме дел од една глобална хибридна војна, во која што ниту сме прва земја, ниту ќе бидеме последна. Ние едноставно во овој момент сме најранливи, затоа што како најнова земја членка на НАТО се уште ги градиме нашите капацитети за одговор. Црна Гора вчера, доцна попладнето, донесе одлука од денес до петок сите часови во сите основни и средни училишта да се извршуваат само онлайн, затоа што тие во изминатите неколку денови добија закани за бомби во сите училишта, и во Подгорица, и во помалите градови. Значи дека ние не сме исклучок. Ова не се случува само во Македонија. За ова не е виновна македонската влада, ниту пак е заслужна македонската опозиција. Напротив, мора да останеме смирени, да продолжиме да соработуваме и пред се граѓаните да ги почитуваат насоките од Министерството за внатрешни за да се обезбедиме. Во однос на политичката ситуација, таа е релативно стабилна. Знаете, опозицијата постојано, и тоа е нивна работа, и тоа е нивно право, се разбира, да повикува на предвремени избори, да сугерира на евентуален криминал и така натаму. Тоа е работа на опозицијата сегде во светот. Меѓутоа, парламентарното мнозинство е стабилно, проблеми во владата нема, барем нема такви кои што ќе доведат до одредена политичка криза. Многу сме близу до отварање на некои многу позначени процеси за кои што е потребно двотретинско мнозинство во собранието, така да јас верувам дека Македонија во овој период плива во едни помирни води, колку и тоа да изгледа невообичаено за луѓето кои што се секогаш против владите. Немаме некои сериозни показатели за директна конекција помеѓу некои политички структури во земјата и некои надворешни структури кои што веројатно ги прават овие хибридни закани, но доколку има такви сознанија, ќе преземе ли власта нешто или сепак тоа станува во дометот на политиката и демократските принципи на борба за власт? Па не е само демократија и принципи, туку и овој отворен свет на хибридни можности. Овде се и заканите дефинитивно, овде и она непринципијално влијание на вкупните текови во општеството. Не е тајна дека и во Македонија, и во многу други држави во соседството во изминатите години, особено при зачленувањето на НАТО, многу надворешни влијанија, а се разбира преку внатрешни политички сили, се обидуваат да остварат едно влијание. Дури и на многу настани на кои што во изминатиот период можевме да учествуваме како аналитичари, како професори, како луѓе во областа на безбедноста, се согласивме дека постои еден воспоставен систем кој што функционира на следниот начин. Прво, се креира лажна вест. Потоа се избира соодветна политичка партија. Најчесто најмалите политички партии, тие се и најрадикални, крајно леви или крајно десни партии и во Македонија и во другите држави во соседството. Преку таквите политичари се обидуваат да влијаат на општите процеси во општеството. Потоа доаѓаат реалните закани, како што се овие хибридните закани сега, за на крај да се успее да се забави процесот за европски интеграции на Македонија. Порано беше случајот со зачленувањето на Црна Гора, сега е дефинитивно и на нивните европски интеграции, односно членство во Европска унија. На крајот на тој процес стои влијанието кое што
Некои држави сакаат да го имаат на Балканот. Ама колку е тоа наивно, колку е тоа само констатација? Дали тоа не знаете значи како? дека подривање на некои основни базични Ова безбедносни веќе вредности? не се само ставови на поединци. Ова е политика која што во Европската Унија и особено во западните држави многу и се обраќа внимание во последно време. Бројни стручни работилници на професионалци, на агенти од тајните служби и така натаму, сите говорат за еден систем во кој што оваа хибридна војна го прави своето влијание. Колку ќе имаат успех, зависи од општеството. Некаде имаат успех. Еве во Србија, например, тие се во еден огромен дел подготвени утре на повик на председателот, ама на социјалните мрежи да тргнат кон Косово. Реално ништо нема да се случува, затоа што реалноста е малку поразлична. Едно е хибридниот свет, друго се реалните работи на теренот. Реалните работи на теренот говорат вака. Ова е заокружен безбедносен систем. Членки на НАТО, сите, освен Косово, Босна и Херцеговина и Србија, членки на Европската Унија или кандидати кои што се сериозно напредувани, сите земји во регионот. Отворените прашања кои што се уште не се решени, Косово и Босна и Херцеговина, не можат да се решаваат на интернет. Таму може само да се покажува сила, неспособност да се носиме со предизвиците, затоа што релативно сме нови. Целиот овој свет е малку поназад по однос на примената на информацијските технологии од сите други западни држави. Но дека може сериозно да се влијае на безбедноста, сериозно да се влијае на политичките текови, тоа едноставно не е можно. Поранешниот премиер Заев истакна дека на изборите во 2020 година ми се чини беа, на локалните избори или минатата година да, влијаеле многу надворешни влијанија. Влијае и при изборот на Трамп за председател. Што можеме да правиме по однос на тоа прашање? Можеме само да ги следиме. Најдобриот одговор – едукација на граѓаните. Поразени сме по тој основ. Повеќе од 50% од граѓаните на Македонија се под силно влијание на лажни вести. По тоа сме на врвот на европската скала. Потоа, соодветни обуки за професионалците, посебно за луѓето кои што се вклучени во односите со јавноста во институциите, но и на медиумските работници. Квалитетната информација која што ќе стигне до што е можно поголем број на граѓани е вистинскиот одговор на секоја лажна вест и закана. За лажните вести имам и подпрашање. Лажните вести не доаѓаат само од новинарите. Во отворени емисии, дебатни емисии, каде што гостуваат власт и опозиција, се говорат факти или аргументи во наводници и без наводници, кои што сами по себе по дефолт може да се лага, или обвинување на без аргументи. Секојдневните пресконференции го тврдат тоа. Тоа не можете да го спречите. Не можете, меѓутоа може не да можат се медиумите да го спречат. Може да ја променат дел од својата политика. Например, контактните емисии со кои што сме преплавени. Навистина, од поодамна нема нешто сериозно на националните телевизии. Ретко можете да видите некоја културна емисија со тежина, некој убав спортски настан и така натаму. Воглавном, имаме едните исти, вклучително и мене, аналитичари, кои што денес, утре и задутре се на сите различни телевизии, изборуваат за теми поврзани со политиката, со општеството, неретко и самите давајки придонес во делот на она што велиме лажни вести. А за политичарите, да, дефинитивно, нашата политичка култура и на двете доминантно македонски политички партии е таква. Тие воглавном се занимаваат со теми кои што не се значајни за сите нас, со лични теми, со судбините на поединци, со криминалот на поединци и така натаму. Треба сосем обратно да ги поставиме работите. Јас би рекол треба веднаш силна политизација, департизација и деполитизација на безбедносниот сектор, силна професионализација. Законска можност има. Со измените на законот за полиција се забрани членување на полициските службеници во политички партии, се воведе тест за интегритет и се направи обврска да поднесуваат анкетни листови пред МВР, а потоа и пред Државната комисија за спречување со корупцијата. На тој начин законодавецот, бидејќи тоа системски закон, гласаа сите пратеници за него, им даваат прилика на еден добар дел од безбедносниот сектор да покаже дека има намера да професионално да се занимава со полициските работи. Има ли капацитет нашата безбедносни служби да се справат на некој начин, бидејќи доаѓаат обвинувања кон неа дека МВР и безбедносната служба не успева да се справи со овие хибридни закани? Ајде вака. Иако тоа се случуваше и во други земји во регионот, иако и тие се членки на НАТО. Меѓутоа е многу едноставно. На сите закани кои што доаѓаат од Македонија или се испратени од провайдери, односно IP адреси од Македонија, полицијата влезе во трага. Имаше и реализација поднесена кривична пријава против малолетник од Скопје кој што се соочува со многу сериозно обвинение. Значи мора граѓаните да разберат, нема играчки со овие работи. Делото носи назив тероризам.
сторил нешто за да предизвика страф и паника кај граѓаните. Независно дали е завршено делото или не, ни судско правните лавиринти тоа е завршено дело, бидејќи е испратена пораката, паниката е предизвикана. Еден случај е реализиран, мислам дека министерот Спасовски деновиве најави дека ќе има реализација на уште еден предмет за испратена закана од Македонија. И тука нема проблем. А оние другите? Тие другите се светски. Многу често се случува да многу тешко се добиваат податоци. Ако се сеќавате, дури и за кривичните предмети насловени јавна соба, кога обвинувавме многу наши граѓани или соодветен број на граѓани за сторени кривични дела против малолетниците на интернет или против недолично однесување и така натаму, беше извонредно тешко од глобалните провайдери, како Google или како сите други кои што се вклучени во давање на такви услуги, да се обезбедат податоци. Прво, тие во легалните текови ги штитат интересите на нивните клиенти. Во овој случај имаме сосема поразлична ситуација. Испраќање на бомби од не се знае каде во светот, затоа што денеска техниката напредувала до таа мера, едноставно, мислам дека на памет зборуваат тие што велат дека може сега веднаш во истата секунда да се открие од кој компјутер доаѓа заканата. Не може. Тие се многу заштитени податоци. Што можеме ние да направиме? Можеме да го растеретиме Министерството за внатрешни работи од врската да ги гони. МВР нема капацитет во смисла да ги открие тие што не се во нашата држава, затоа Добро што се повикува Агенцијата за национална безбедност да се и вклучи. бројни други. Меѓутоа, што прават западните држави? Конкретен пример со Франција ќе го споменам. Тие изнајмуваат аутсорсинг за овие прашања. Ова не е прашање што може да го плати МВР, затоа што реалната плата во Министерството за внатрешни работи е на работ на просекот на општеството. Како ќе платите некој врвен IT инженер да работи во МВР за буџетска плата? Тоа не доаѓа во предвид. Тој и сам по себе е скап да биде вработен во МВР, особено ако станува збор за одделение или сектор каде што би работеле 10-15 стручњаци. Прво ние ги немаме. А и кога би ги имале, не може да се платат низ буџетска плата. Ова ги надминува границите на МВР. Ова треба да биде прашање на владата, која што веројатно може, барем сега во додека сме во овој силен налет на сајбер закани, на хибридни закани, да си направи соодветен пат, да ги најдеме најдобрите експерти. Во Македонија може би ги има, може би и не, јас не знам, меѓутоа сигурно во регионот и во Европа има, или во државите со кои што ние тесно соработуваме, компании кои што се занимаваат со сајбер безбедност. А НАТО? Сајбер безбедност. НАТО ги нема ли? НАТО како НАТО ги нема. Тоа се работи на приватни корпорации. НАТО може би има 2, 3, 5 кои што ги следат процесите, но одговор за борба немаат, ниту тие. Затоа што ова не е прашање на меѓународни организации, ова е прашање на корпорации, на приватни фирми кои што се занимаваат со овие прашања. А оние што пенетрираат, што го прават овој тероризам, да речеме сајбер тероризам, од каде може да доаѓа тој? Од недемократскиот свет. Јас пред 2 дена кажав дека Иако заради контроверзност на постучувањето кој може да биде, беше и Србија нападната. Исто така. Беше и Србија, токму од таму и започна, нели, ова, барем на Балканот, прво почна во Белград, па потоа во Нови Сад, значи интересите на Србија се многу чувствителни во овој момент. Србија јавно кажува дека нема да биде членка на НАТО и мислам дека најголем дел од населението тоа го поддржува. Меѓутоа исто така тие се земја кандидат кои што имаат отворено повеќе од половината од поглавијата за членство во Европската унија. Ако на почетокот зборувавме за систем кој што како крајна цел има забавување на европските држави на овие земји, мене воопшто не ме чуди што прво беше нападната Србија, затоа што таму граѓаните веројатно се повеќе поделени отколку во Македонија. Од истиот центар доаѓа? Сличен. Да, дефинитивно истиот центар е. Јас немам никаква разлика. Немам никаква, не се прави разлика. Ние сме сите дел од овој западно-балкански коридор, да речеме, во кој што споделуваме исти или слични вредности. Србија остана надвор од НАТО, меѓутоа не е надвор и не е во спротивност на интересите на Европската унија, ниту на Соединетите Американски држави, но во исто време таму има силно влијание од Руската Федерација. Таму се уште можете секој ден да ги следите руските канали на кои што овие медиумски лажни вести, креирање на поинаков поглед на војната во Украина и така како е застапена. Ние можеби сме ограничени во делот на квалитетни информации, меѓутоа веројатно и подобро што не ги слушаме политичките емисии во Москва кои што се продуцираат секојдневно. Значи мислите дека можеби да е од таму да доаѓаат сите овие? Па јас не познавам ниту еден што не мисли така. Зборуваме за Русија. Дефинитивно. Ви благодарам што бевте гостин. Благодарам и вам. По интервјуто за Фронтлайн.